единствено за цел има да им послужат за време на предвремените парламентарни избори, а не да се во корист на граѓаните. Овој пат СДСМ преку предлог измена на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство нуди едно класично штетно решение за зголемување на контото на коруптивни скандали и кеш афери на актуелната власт. СДСМ повторно прави проширување или оставање на простор за историски невидена манипулација и замка, која се интегрира во законска процедура, односно потреба за извлекување на пари од веќе склучени договори. Преку овој закон, СДСМ го злоупотребува правото на граѓаните и прави измена на законот за неполни 5 месеци и истовремено најавува со измената дека парите ќе се пренаменат за инвестирање во објекти од јавен интерес. Тоа недвосмислено укажува дека им се потребни средства да ги надополнат празнините онаму каде што недомаќински ги истрошиле. Денес, 4 месеци после изменета и донесувањето на предлог законот за изменување и дополнување на законот за концесии и јавно-приватно партнерство, се предлагаат нови катастрофални измени на законот што според претходно некаква направена анализа на проценка на економската оправданост за дел од предметот на концесија ќе се оцени дека нема повеќе економска оправданост, а по претходно обезбедена согласност од концесионерот, владата на Република Македонија може да донесе одлука за склучување на анекс на договорот за концесија, за промена на намената на дел од средствата, но само за инвестирање во објекти од јавен интерес, во висина на износот кој бил потребен за спроведување на тој дел од предметот на концесија. Новата измена на предлог законот уште повеќе ги подкопува сомнежите за коруптивни скандали на сметка на владата, која се јавува како концедент или оној која одобрува работата на приватниот партнер. Дополнително, најголем скандал со овој закон се одредбите кои се однесуваат на можноста за склучување на анекс на договор на концесија и неговата примена од 1 година од денот на влегувањето на овој закон. Поголема заблуда и сомнеж за корупција не постои. Ваквата форма повлекува многу учесници да прават криминал, кој не е забележан во ниту еден закон за концесии и јавно-приватно партнерство во соседството. Го повикуваме парламентарното мнозинство 2 пати да размисли пред да го гласа овој закон. Од сите страни слушаме дека како земја треба да се бориме против корупцијата и криминалот, но верувајте, со вакви закони кои што ги предлагаат СДСМ, Македонија се повеќе и повеќе ќе тоне во криминал и корупција. Гледаме дека власта не бира средства како да си обезбеди повеќе корист за предвремените парламентарни избори, па секојдневно нуди законски решенија кои што ќе штетат на европската интеграција на земјата, на интересите на македонските граѓани. Ви благодарам. Дали некој има прашање некое врска со законот или некое друго дополнително прашање? Следната недела имаме задолжување 21 милион евра. Како председател на Комисијата за финансирање и буџет, како ја коментирате По завршувањето на ова пресконференција ние продолжуваме со Комисија за финансирање и буџет, каде што на дневен ред се 5 закони за нови задолжувања на Република Македонија за 300 милиони евра. Таквите задолжувања пред избори не значат ништо друго, осем сомнеж за нереализација на тие и вклученост во некои други сомнителни сделки во предизборието. Како пратеничка група ние баравме да се тргнат овие законски решенија, меѓутоа парламентарното мнозинство не го прифати тоа, затоа што од ден на ден задолжувањето на државата е се поголемо. Значи, ние бележиме, односно е евидентирано, дека од доаѓањето на ова власт за 3 години имаме задолжувања за 914 милиони евра. Вкупниот долг е зголемен на
5 милиарди и 700 милиони евра. А имаме најнизок процент на капитални инвестиции. Тоа се 40% во првите 10 месеци и доколку не беше ребалансот, ќе беа 36%. Така да сега се спремаме за една дебата на комисијата, каде подетелно ќе бараме одговори на веќе прифатените закони за задолжувања од страна на власта, каде и како ќе ги трошат парите со нови задолжувања пред почетокот или веќе на почетокот на зимата, а веќе на месец дена од нема не цел месец од техничката влада и краток период пред изборите кога и реално не може да се работи. Вчера положетат 6000 амандмани на предлог законските измени изборниот закони. Сега сам во публика да ги прогледате амандманите со да се блокира процедурата во овие измени. Дали постои можност да се кажат барем дел од амандманите и да... Па и тука ја гледаме дволичноста на Социјалдемократскиот сојуз. Требаше прво да си го повикат својот коалиционен партнер кој поднесе, мислам, некаде околу 5000, бројка меѓу 5000 амандмани. Нашите амандмани 500 или 600 се во насока на давање еден јасен сигнал дека 2 месеци пред избори не се отвора изборен законник и тоа е само еден мал сигнал во тие рамки. Друго, треба да го барате прашањето кај СДСМ и коалициониот партнер.